парите се главни, профитот од градежните површини, тие зелените површини ги гледат како зелени површини кои придонесуваат за градот во многу аспекти и кои ни се потребни во многу поголема мера. Само например да дадам една споредба во деталниот урбанистички план за Буњаковец, каде што спаѓа на подрачје на Треска, кое нели ние се боравме да се испланира со посебен конкурс. Значи во целиот Буњаковец според анализата на општината од пред неколку години по жител отпаѓа 0,38 метри квадратни, значи ни цел метар квадратен по жител. И тогаш намерата во суштина на конкурсот за подрачјето на Треска беше преку Треска, преку едно по-хумано нели планирање на тоа подрачје, кај што ќе има и стамбени објекти, но ќе има и зеленило, ќе се задржи голем процент на зеленило. Со тоа зеленило се придонесе кон целиот Буњаковец, да даде вредност на целиот Буњаковец, меѓутоа како тој план, тој конкурс цел беше практично прогласен за неважечки од сегашниот градоначалник и продолжаа да се издаваат гражни дозволи по стариот план, каде што зеленилото е минорно таму. Други проблеми е, например, со зеленилото и кога има можност да се зачува, институциите исто почнале да размислуваат како инвеститорите на профит. Дури и нашите институции кои се надлежни да го штитат јавниот интерес, кој би го штитил друг ако не институциите кои сите ние ги плаќаме. Например, имаме случај сега со Наводно, оние познати плацови на Водно, го знаете судскиот случај, во кој беа донесени пресуди и тие плацови на Водно, кои знаеме сите како беа вцртани во плановите, продадени и така натаму, приватизирани, а тоа сега шума, се уште е шума, но самата со конфискацијата на тие плацови, тие сега се под агенција за управување со конфискуван имот, државна институција, и сега додека се изработува нов план за тоа подрачје, самата оваа институција не дава дозвола тие плацови во планот повторно се вратат на изворната шума. Онаа шума на Водно, која во суштина треба да го штити центар и градот од поројни врнежи и поплави и одрони и лизгање на земјиште. И се самата агенција исто размислува профитно, како и приватните компании не сака да загуби во наводници вредноста на тие две површини како градежни парцели на кои се планирани хациенти.